Спремте, четници. Силна ке борба да буде. Спремте. Добро jutro, gospodine načelniče. Dobro jutro, gospodine Magareviću. Gospodin Magareviću, vi kao najsavesniji i najugledniji građanin u ovom mestu vodit ćete računa o svim tim neprijateljima kralja i otadžbine. Neophodno je potrebno sve te antidržavne elemente da suzbijemo, jel tako? Tako je, gospodin načelniče, da bog me. Uostalom, bit će za to para, gospodine Magareviću. A uskoro će da budu i izbori. Ja, gospodin načelniče, će učinim sve da gi uništime ti bugaraši, makedonsujući komunisti. Ako ne se krepimo mi Srbi, koke, a? Za naše kralče, sirače, kidane mi glavu svoju. Tako je, gospodine Magareviću. Bravo, gospodine Magareviću. Uveren sam da si ti najbolji Srbin u ovom mestu. Esam, gospodin načelniče. Dobro, ajde sad na posao. Razumem, gospodine načelniče. Во текот на народно-ослободителната борба во Македонија, исто како и во другите делови на Југославија, мошне значајна улога во мобилизирањето на најшироките народни маси, во калењето на револуционерниот дух на борците за национална и социјална слобода, презеде на себе партизанскиот театар. Го негуваа него културно-уметничките групи што дејствуваа во самите партизански единици, и тоа во интервалите меѓу две борби, меѓу два јуриша, одложувајќи ги за момент пушките, за да се искачат на импровизираните сцени и со силината на сугестивниот драмски збор да ја најават зората на слободата. Спремте, четници, силна ке борба. Многу арен човек ти овој началник. Зборот мој што се вели мераклиски. Да го ставиш во чаша вода и да го испиеш и да не го изблуиш. А зборот му е сладок како баклава. Учен човек, бре. Да бог ме. Да бог ме. Охемо да се боримо за краља и отадžбину. А Мангарич има колку душа ти сака. Душеј. Оној кондураджија Николовски. Ти се гледа прост човек, ама нешто шврља. Комунист. И оној студент Иле, и они други са њима. Ја мислим, у име надлежства, кореспонденцијама, у деловодни протокол, поштарина платена у готово, да ги пофатамо све по званична дужност за краља и отадžбину руковис, па и у мајчина си таму. Да. Како да не, да бог ме. Шо? Своите синове герој. Шо рече? Мајка Бугарија? Абе, кој ќе ово магаре? Отијече. Комунист. Ќе го фатиме. Стој! Ко си ти? Полиција! Иако борбените агитки и скечеви што најчесто ги изведуваше партизанскиот театар беа со ефемерна уметничка вредност, ентузијазмот, искреноста и вербата што зрачеше од нив, им овозможуваше да ги придобијат симпатиите и довербата на нивните гледачи, кои неретко се поистеветуваа со самите изведувачи и со улогите што ги толкуваа тие. А тоа е доказ не само за нивната популарност, туку и за успешно извршување на задачите што си ги поставуваат, да ја распалуваат револуционерната усвитеност, да ги инспирираат борците за нови подвизи.
Меѓутоа, значењето на партизанскиот театар не се исцрпува само со пропагандната и мобилизаторска улога што извршуваше тој. Само утре, во ослободената татковина, овие културно-уметнички партизански групи беа јадрата што ги поставија темелите на институционализираниот театарски живот во нашава република. Но да им дадеме збор на директните учесници и творци на нашиот партизански театар Илија Милчин, Ѓорги Цаца и Ристо Лазовски Гиче. Пројави на театарска уметност во време на НОБ имаме како во градовите на окупираната територија, така исто и во ослободените села и непосредно во борбените единици. Во градовите постојано се правеа обиди да се играат пиеси од наши автори на македонски јазик. Така се неколку пати прикажувани фрагменти од македонската крвава свадба и од печалбарите, а и од некои други текстови на Крлета. Во представите на ослободената територија најдиректно се сеќаваше дека тоа е продолжување на онаа театарска активност која ја среќававме на Белградскиот универзитет неколку години пред војната. Карактеристично е дека театарот и на Белградскиот универзитет и во градовите во Македонија, а сигурно е дека такви пројави и продолжување на таа традиција, така да ја кажам, од Белградскиот универзитет ја имаше и во други градови во другите наши републики денешни, се јавува поврзаноста со она што карактеризира почетокот на театарот воопшто. Тоа е тој така наречен синкретизам, раѓање на театар во синтетички форми, во една синтеза на различни негови облици. Од игра, од танец, преку пење, инструментална музика, до чисто театарска представа во денешна смисла, која е базирана само на зборот на авторот. Моите сеќавања одат до септември 1944 година, кога во ослободеното Крушево ја дадовме првата просветно-културна приредба во тогаш, како што го викаа, Соколскиот дом. Интересот на луѓето беше воредно голем. Приредбата ја почнавме со девизата на Гоце Делчев, според која тој светот го разбира како поле за културно надпреварување. Интересно е дека во овој период пред се представата се оценуваше во однос на нејзината функција. Дали таа може да послужи мобилизационно, како активирачки еден стимул во создавањето и подржувањето на борбениот елан на нашите единици. Во програмата на трупата имало еден широк диапазон од народни песни, од пење на народни песни, пред се борбени се разбира, некои од нив беа уште од инденскиот период, па до песни со современиот мотив на нашата непосредна народно-ослободителна борба и револуција, преку рецитирања на стихови, пак во еден широк спектар, почнувајќи од нашиот Рацин, па преку Коле Неделковски, рецитирани беа стихови на, да речеме, на Христо Смирненски, на Јован Јовановиќ Змај, на Алекса Шантиќ. Од драмските текстови, најистакнато место во тој период заземаше скечот, како тогаш го викавме, кратката драмска скица, или денес би го нарекле драмолетот, петоимениот Ѓоре, или како народот популарно го нарече Ѓоре Магарески, затоа што 5 пати го менувал своето презиме, според тоа како се менувала власта таму каде што живеел. Тоа е познатата фарса за Ѓорѓи Магарески, Магареску и се како ли не се викаше. Ај мајката, велат дека бугарите дошле.
Еве веќе чорбаджиите направија и бугарски комитет. Ами сега, што ќе стане со оној Ѓорđe Магаревиќ, тој се правеше големо србин. Сега кој ќе му помогне да се соберат сите светци со се Ристовчето заедно, не ќе му поможат. По Черно море, до Бялото море, единен народ живее, сам својта съдба. Магаревиќ, добре дојде, бе. Какъв Магаревич, бре? Впрочем, аз не познавам такъв човек. Види го, уште мајтам си прави со мене. Какво приказваш ти, бре? Аз не те разбирам. Ајде, еве не Магаревиќ. Ајде, Ѓорđe. Ѓорđe. Господине, аз се казвам следователно и разбирателно, обаче и понеже Георги Магарев, опълченец и боец от фронта. Разбираш ли ти фактически? Ма šta говориш, жити Бога? Ти, сърбин, šta говориш? Знаеш ли, че ние българите казваме, какво приказваш, бре? Ајде, остави бе, ние се познаваме. Гледай други да не те чуят. Господине, удивително, не те разбирам. Удивително. Щастлива си сега. Братја, Ти в ръцете ти българи, и блага на света. братја, българи, Тарам-папам-парам-папам. Дојдохте ли? Папам. дојдохте. Аз се казвам Георги Магарев. Опълченец и боец от фронта. Впрочем, сте слушали и за мене и сте челе во вестниците во српско време. За оние мръсници, за оној бой кој сум го јадел. Тоа не може с думи да се изкаже. Еднаш, господине, пев в едно кафене нашата хубава българска песна. Гордей се, майко Българио, със своите синове, герой. А полицията мене за гушата и за шията и прав зад. Аз издържах всичко за майка България. Докато постоят такви синове, България ще бъде и ще пребъде. А затворите, какви им бяха? Затворите вода до гушата, може до носът, а във водата змии, каменярки, гущари, смокови, маймуни, а аз всичко издържам за България. Ура! 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 Ура за България! Тоа беше многу убоита представа и реакциите на публиката беа извонредно интересни и жестоки, така да се каже, зашто беше и дури опасно да се настапува во ролјата на негативните ликови. Најопасно се разбира за оној кој го играше самиот Ѓоре, а исто така и за неговите двајца пријатели, трговци, колаборанти на секоја окупаторска власт. Толковаш на првата улога бев јас. Гледачите за време на представата скока од местата, саркастично реагира на одредени моменти низ представата. Дофрлува па дори и по некоја, да не речем, псовки, но јас не им се лутев. Зашто така требаше да биде. Реагирањето на гледачите, јас го сметав за успех на драмската творба и на писателот на оваа творба, а во исто време и на нас, рациновците. Арно, ама Бугарија не дојде во овие места. Тие краишта му беа дадени на Мусолини за да направи голема Албанија. Нашиот Ѓоре,
кој до вчера се викаше Ѓорѓи Магарев. Како ли ќе се снајде во оваа ситуација? Јас ги кревам рацете. Карапјондина, Гарибалдина, трулала. Tu sei la stella di noi sola, la stella te. Бога ми, не е лошо со овие италијанциве. Песнопејци, шон дисциплина, шон дисциплина. А и албанциве не се лоши, бога ми. Работичката ми оди шумир. Само италијанскиот јазик не ми оди. Ама ќе го свикнам, аха. Viva Duce! Viva Duce! Buongiorno, buonsiste, signore Macaronini. Come state? Bene, grazie. Un momento per militari ordeniste ceni grando maleri. La prima vente. Ciao, ciao bambina, ciao, ciao, ciao bambina, ciao, ciao. E le stellette, noi portiamo scendi. Buongiorno, buonsista, signore Macaronini. Come state? Bene, bene, bene. Grazie, grazie, bene. Io non mi poznava? No, no, no. Io non conoscere? Io, George Azzanini. George Azzanini. Un momento, George Azzanini. Azzanini. Io non mi poznava. Benito fascista, Benito Mussolini. Benito Mussolini. Grande Italia. Italiano buono. No. Buono. Tu buono. Italiano buono. Partigiano non buono. Non buono, partigiano non buono. Ti odiš contra partigiano per grande Italia. Pagare molto, sì, grazie. Ah, Mussolini, so grande clava. Sciniclava, Mussolini. Addio, arrivederci. Assale mio. Arrivederci, signore Macaronini. Ciao. Да ме стават и меѓу кинезите ќе се снајдам. Più bello amato sole, sempre un fratello. Cosa lei mi vuole, come si sole, sempre a te. Vai, gista de me calmo, come entusiasmo, le buche babak. Vai, gista de me calmo. Assieme sottime farbre! Отдавна не сме се видели. Чекай. Името ти беше... Джердж Гумари, бре! Да, Гомари. Джердж Гумари, бре! А знаеш, с овие българи, бе, лоши, ба, не. Лоши! Не сакам да ги видам. Ја шкипија е мале. Вива Дуце! Аде уламбар! Покрај петоимениот Ѓоре, чиј автор е Владо Малески, се игра и Хитлер во агонија. Денес веќе никој од нас не може да се сети кој беше автор на таа драмолетка. Тоа е карактеристичен знак дека всушност станува збор за колективно творештво. Зашто дури и во петоимениот Ѓоре прашање е колку има после дополнувања
на првиот оригинален текст на Владо Малевски. Понатаму игравме една оперетка и ние сме деца на мајката земја, чиј музички автор, композитор беше Боро Ацевски, Пашата, командантот на нашата трупа. Па понатаму со крв во слобода, Мудрецот, драмолети на Ристо Лазовски, Гиче. Ја создадов драмата во 3 чина со крв во слобода. Го создадов сатиричниот приказ драмски Мудрецот. Наречен Мудрецот. Сатирата се однесуваше на лагите на Гебелса. Кратка работа, но затоа, по моје мислење, актуелна, зашто и нашата цел на групата имаше таков задаток, нали, да ја каже вистината, а ние, трудејќи се, сите поединечно и групно, нали, на тоа поле работеме. Така, нашиот репертуар, покрај Петоимени Ѓоре, Хитлер во агонија, Мудрецот и со крв во слобода, ние репертуарот го проширивне, го збогативне нашиот репертуар и имавме многу повеќе да прикажеме пред народните маси и пред нашите борци. Можевме тога и да вклучиме и посериозни и поиздржани, мислам, од литературно-сценско гледиште текстови, како што се 2 сатири на Михаил Зошченко, едната од нив и денес е паметам, Престапление и наказание, викаме тогај. И завршивме при крајот на нашиот пат, со прикажување на текстови на Миле Клопчич, еден е патот, или во оригиналот Миле беше нарекол мајка. Неколку приредби дадовме некаде до крајот на октомври, а потоа по ослободувањето на Битола, целиот тој агитпроп, како што се викаше, помина во Битола, каде што во рамките на областниот народно-ослободителен одбор, во состав на пропагандното одделение постоеше посебен просветно-културен одсек, чиј раководител бев јас, и по тој одсек беше основан и театарот во Битола, чиј управник исто така бев јас. Тоа е заклучно со последната пиеска Гардиското знаме од еден советски автор, денес не паметам веќе кој беше точно, се спои активноста на трупата Кочо Рацин со првата представа на веќе Македонскиот народен театар на новогодишната вечер на 31 декември 1944 година, кога токму таа едночинка, Гардиското знаме, беше една од 4 едночинки со борбена тематика кои ги дадовме на Нова година во самата зграда на театарот, што за мене, по моје мислење, е вистинскиот почеток на професионален македонски народен театар. Одзивот на луѓето беше вонреден. И она што заслужува посебно внимание, тоа е разнообразието на публиката. Тоа беше во основа, условно да ја наречам, народна публика. Салите бе секогаш преполни и изведбите бе пропратувани со долготраен и силен аплауз. Аплаузот сигурно и во прве доаѓаше од задоволството на луѓето што слушаат на свој македонски јазик, што конечно беа ослободени од морета на туѓинецот, на туѓинскиот јазик и што во тоа ја гледа перспективата на своето просветно, културно издигање и широк развиток. Но Италија капитулира, а со неј сите нејзини пријатели. Во градчето влегоа партизани и воспоставија народна власт. А мислите дека нашиот Ѓоре капитулира?
Се лажете ако мислите така. Еве што стана. Во борба, Македонски народе, за света народна слобода, со песни. Мили деца, мили партизанши, кога ве гледам мака, срцево ми се киде. Сигурно сте слушале за мене. Јас сум Ѓоре Магаревски. Сигурно сте слушале за мене како борец за слободна Македонија во рамките на Федеративна Југославија. Да, другари, борбата беше страшна и крвава и бараше многу жртви. Една од жртвите бев јас, другари. Примајка, да. Полицијата мене во бивша Југославија ме праќаше по сите затвори за да издадам борбата. Но јас тоа не го сторив. Не и не. И не. Италијанските фашисти ме водеа дури до Тирана во затвор. Но јас останав цврст и не ја издадов борбата. Кога ме гледам вака сега, мили партизаншиња. Држете го, другари! Тој е Во народен борба, непријател! во борба, Народот пропишта од него! борба, Видете го? борба. Се представуваше како Ѓорđe Магаревиќ, Ѓорđa Занини, Ѓорđ Гомари, Георги Магарев. Во борба. Напред, пред мене. Борба. Гледајте. Борба. Мили, браќа, мили. Ајде пред мене во Во борба. Таму ќе се разбериме понашински. Напред. Напред пред мене. Борба. Ајде. Македонија.